Третиот амандман. Благодарам, председателе. Изненадена сум позитивно од заменик министерот, го прифаќам секако амандманот и во видеоизменет облик, бидејќи секој денар плюс во туризмот го ценам. Би сакала да се заблагодарам и да ги информирам охриѓани и стружани дека со овој проект ќе се овозможи безбедно движење на велосипедистите на потегот од излезот на градот Охрид до Струга. Со оваа патека жителите и туристите ќе имаат можност да го користат своето време активно, практикувајќи здрави навики за возење велосипед. За жал, дупките по патиштата, неповрзаните општини на било каков начин неповрзани, посебно општини како Охрид и Струга, значат пропуштени можности за развој на туризмот, за живување на руралните места и задржување на младите. Жалам што инвестициите во инфраструктурата во Македонија се на најниско ниво и со право можеме да кажеме дека Македонија е, за жал, инфраструктурно заостаната земја. Се надевам дека денешниот пример ќе биде една позитивна пракса во иднина, се што е во интерес на граѓаните заеднички да го поддржуваме. Не би сакала да ги споменувам немилите настани кои што се случија во Струга, за кои што имаше и штрајкови пред известно време, затоа што наидовме на некакво разбирање. Изградена велосипедска инфраструктура значи иднина за македонската економија, пари кои ќе се влеваат во буџетот и можност за туристички развој. Велосипедската инфраструктура е многу значајна секако за развојот на туризмот и за задржувањето на младите и за намалувањето и за зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. Од аспект на важноста на инфраструктурата за развојот на туризмот, повторно ќе кажам, сум кажала и многу пати дека туризмот е мозаик во кој секоја коцкичка е значајна, затоа што таа ја прави сликата за нашата земја целосна, а главната слика мора да ја раскажува нашата приказна. Ние мораме да се трудиме и понатаму да го поврзуваме секое делче и секое ќоше кој ја раскажува таа наша приказна, да го поврзуваме езерото со планината, да го спојуваме селото со градот, на туристот да му ја пружаме можноста да ужива во традиционалната храна во руралните села, но да ужива и во џакузито во хотелот со 5 звездички. Мораме да покажуваме дека Македонија е убава 365 дена. Имаме со што да се гордееме и да бидеме глобално конкурентни. Овде ќе прекинам и уште еднаш ќе се заблагодарам за прифатениот изменет амандман до заменик министерот. Ви благодарам.